Здраво, драги пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на една одлична тема за која што ќе ги заинтересира сигурно оние луѓе кои што можеби вежбаат или кои што можеби сакаат да почнат некаква дисциплина и процес за подобрување на нивната физичка активност. И се работи за прашањето и темата поврзана со тоа дали доколку не почувствувам болка во мускулите или воспаление на мускулите, значи дека е промашено време и промашена физичка активност. И колку всушност воспалението на мускулите е знак дека вие практично добро сте извежбале. Постои мисконцепција за цело ова и постои верување на многу луѓе дека немањето на болка и воспаление на мускулите после одредена физичка активност практично значи дека и ништо не сме извежбале. Но тоа не е вистина и фактот е дека воспалението во мускулите се создава поради тоа што можеби вие по ваша одлука или не знам, по одлука на вашиот тренер кој што го води тренингот, правите одредени вежби или можеби достигнувате одредени интервали или тежини кои што до тогаш можеби не сте ги практикувале често. И тоа значи нов и поголем напор за вашите мускули, или во превод, зошто се создава воспалението, затоа што кога мускулите искусуваат нов тип на напор или поголем напор од можеби претходниот пат и така натаму, во мускулите се на молекуларно ниво се случува да мускулните влакна пукаат затоа што мора да се снабди со енергија нашето тело, односно нашите мускули, и се чувствуваат и се создаваат микротрауми на нашите мускулни влакна, при кои што се ослободува киселина, која што подоцна практично го прави тоа воспаление. Таа киселина некаде за пола час до час по завршетокот на вежбањето веќе ја снемува, но во секој случај е доволно долго за да создаде воспаление, особено следниот ден и особено најизразено 24 до 48 часа после физичката активност за која што зборуваме дека е одскокнување на она што нормално го правите. Сега што сакам тука да ви кажам, дека ако доколку можеби вие не искусувате воспаление на мускулите и не чувствувате болка во мускулите, тоа не значи дека сте имале лошо вежбање или тој ден можеби не сте го дале својот максимум. Тоа значи дека можеби вие практикувате, сте стигнале до одредено ниво кај што вашето тело му е нормално да доживува отпор, но тоа и доколку не ја чувствувате болката во мускулите, не значи дека не треба да вежбате или да се разочарате, затоа што вие сте многу понапред од човек кој што можеби не практикува физичка активност, не стигнал до тоа ниво или па е на самиот свој почеток. Затоа воопшто немојте да се секирате доколку вашето вежбање не придонесе со болка во мускулите, но и немојте да се залажувате дека ако можеби сте имале одреден период болка во мускулите, можеби сте стигнале до одредено ниво, тоа што ќе вежбате со помал интензитет нема да ве симне на ниво помалку. Значи, доколку не чувствувате болка во мускули, е супер, но задржате го тој интензитет и тие вежби на тренинг и нормално очекувајте да со секое наредно ниво и со секое зголемување на тежините, на интервалите или со секое почување на нова дисциплина ќе се случуваат микротрауми, ќе се случуваат болки во мускулите, но на крај краева она што е важно да го запамтите дека било каква физичка активност е подобра од никаква и воопшто не се секирате доколку вашата физичка активност не подразбира тежини, не знам, препотување и така натаму, се што она денеска го промовираат луѓето чија што пасија е вежбањето. Значи, макар и да е тоа качување на скали, избегнување на лифт, макар и да е пешачење, макар и да е симнување на неколку станици порано од автобус, не користење на такси, не користење на превозни средства, и тоа е физичка активност и ако вас тоа ве прави среќни и се осеќате добро, онда не менувајте ништо, така да пак ќе речам, физичката активност не значи конкретна одредена дисциплина и болка во мускули. Физичка активност е било какво помрднување, избегнување на сите овие помагала кои што ги имаме денеска. Така да за денешната тема завршувам и ве охрабрувам, ако можеби имате некакви додатоци на сето ова прашање поврзани со било каква тема што значи здравје, изглед, физичка активност, исхрана, користете го хаштагот #AskJosif или контактирате ме во приватна порака и ќе дадам се да ви одговорам. До следната епизода ви посакувам здрави животни навеки и убав ден. Чао, чао!